Денешнината изобилува со врвни уметници, со оние кои што одлично владеат со техниката, со самата уметност, но и денес во толкава конкуренција се забележува кој ја освојува сцената и кога ќе застане сам на неа. Тогаш велиме дека некој уметник е маркантен, дека ги има сите можни карактеристики на одличен. Јас денес имам посебно задоволство што можам да разговарам со една врвна балерина, нашата Ивана Коцевска, која што и во доменот на класичниот танц и во доменот на модерниот танц е суверена, никого не остава рамнодушен, секогаш после незините изведби, представи се зборува, луѓето имаат потреба да го споделат искуството, а чинам дека тоа е најважно во уметноста, да се остава единствена трага. Ивана, добре дојдовте во Астрорум. Благодарам и за поканата. Задоволство ми е да бидам дел од вашата емисија. Вие не само што сте изведувач со богата биографија, туку веќе ги имате и сите можни дипломи во областа. Балетски педагог со магистратура, претпоставам дека ќе одите и понатаму во научното продлабочување на оваа уметност, но од оној аспект научниот. Но сега ќе одиме со ред, бидејќи овие интервјуа имаат за цел да ги приближат луѓето од уметноста на малку поинаков начин или да ги приближат до пошироката публика. Кажете ми, од кога, еве за почеток, почнавте да танцувате? Дали се сеќавате на првите сензации и одушевувања од танцовата уметност? Наискрено, не се сеќавам точно, меѓутоа оваа приказна ја знам бидејќи мајка ми ја раскажува. Многу рано сум продала, пред да наполнам година, првава дете, иако мирна и послушна многу. Сум почнала да танцувам, особено тригер за танцување била класичната музика. Значи, се уште јас не сум препознавала што е тоа класична музика, што е рок, што е, не знам, блуз и така натаму, меѓутоа порив за танц ми предизвикувала, ми поттикнувала класичната музика. И често моите движења на мајка ми имале некаква логика, баш личеле на нешто пософистицирано, не она обична детска некоја игра која немало смисла. Тоа барем таа ми го раскажува сега, се надевам дека била искрена. И се потврдува дека била во право. Да се надеваме, не знам, еве. И затоа, после одреден период, иако ме привлекувал танцот и балетските и танцовите представи, она одлучува да ме запише во балетска школа и од таму почнува се. Претпоставам дека со ова некакви генетски афинитети, некои нешта, но знаеме колку е макотрпна работата. Јас секогаш балетските уметници ги доживувам како половина спортисти и половина уметници. Тука можете да сакате во главата да имате било каква креација, но ако тоа телото не ви го поддржи, нема шанси. Значи, една од главните работи е континуирано да сте во добра форма, добро да сте поставени од самиот почеток, она што не чини да се најде добар педагог да го коригира. Во таа смисла, како течеше вашето образование и дали може да ги издвоите клучните моменти за вашата кариера да сте она што сте денес, истакнат солист во македонската опера и балет и многу повеќе од тоа и на меѓународната сцена? Првенствено, имав среќа да имам добри педагози во текот на целата своја кариера.
Особено сум благодарна на професорката Сонја Здравкова Джепаровска, која што од почетокот ги научив и основите преку едукацијата во незиниот клас. И не само тоа, она беше професор, учител кој што кај секој од нас ја поттикна и љубовта кон уметноста пошироко, не само танцовата уметност. Литературата, сликарството, музиката и така натаму. Потоа, клучни моменти, иако не сум личност која што е фан на надпревари, потребно беше да присуствувам на такви во дел од мојата едукација. Учествував на надпревар во Варна, Бугарија, меѓународен надпревар, во Хелсинки, бев финалист во Израел, во Тел Авив, на медитерански надпревар. Оттаму реализирав доста контакти и потврда за мојот талент и од другите професори. Иако не реализирав награди некакви, тоа е повеќе затоа што јас ментално се блокирам на такви настапи. Исто имав и момент кога направив кореографија за надпревар за кореографски миниатури во Белград. Јас имав проблем да го реализирам тоа како што треба, значи бев под притисок. Напротив, пак кога кореографирам, импровизирам и работам на представи кои што се за представи, на дела кои што се направени и ги смислувам, ги размислувам на нив како презентација на нештото, пред публиката, кај мене се случува нешто поинако и поголем успех. Тоа е клучни моменти. Јасно профилирани сте, значи кон уметноста, самиот процес и реализација на она што сте го замислиле, без при тоа да биде така веднаш оценето и рангирано некаде. Така, не знам, едноставно во мене некој блок се случува, јас не можам да функционирам како за надпревар. Да. Но затоа немате никакви проблеми, вие имате успешни настапи и сте ангажирани на проекти во Словенија и во Германија. И кажете ни нешто за тој дел од меѓународната кариера, иако мора за една балерина е многу важно во кој момент ќе почне професионалната кариера, во дадениот општествен контекст, уметнички контекст, во кое време. Тоа е исто, ако се појави некој голгетер, а веќе постои некој кој што е во генерација пред или потоа, многу е тешко, конкуренцијата е пеколна, земјата е мала, сцената е мала, вие имавте околу вас, да речеме, неколку генерации пред тоа, иако можеби го отвораат патот, меѓутоа се директна конкуренција и сигурно не ви беше лесно, знаејќи ве со вашиот прекосен карактер, односно секогаш на линијата на правдата, на уметноста, неподклекнување на било какви притисоци. Нема да ви давам вие да зборувате, да не ве ставам во непријатна ситуација, во кој момент се најдовте, со кои представи, можеби требаше и повеќе да напредувате, sejedno, но еве да кажеме во странство не постојат такви критериуми, ве гледаат како балерина, како одеше еве конкретно соработката големата во Германија, во Словенија. Желбата моја за да истражам што се случува надвор од нашите граници и да проверам јас докаде сум, ја реализирав со тоа што добив вработување во Словенскиот национален балет во Љубљана како солист. Морам да признаам дека на Запад не те гледаат каков си приватно. Таму се цени тоа што го даваш, за што си вработен, тоа што го даваш како уметник, како професионалец. И се цени трудот и способноста која што ја има секој индивидуалец. Тоа е разликата помеѓу Македонија и другите земји, според мене. И затоа е многу поедноставно и полесно за луѓе кои што се професионалци, се посветени и сакаат својата професија и се упорни. Е полесно да се успее. Таму трудот се цени на вистина искрено, за разлика од тука, можеби тука се приоритетни некои други работи повеќе. Меѓутоа, како да кажам, успехот било каде секако е сладок и убав. Особено и ако се помачиш и дома. Кажете ми, сметате за предност или
ви одмага тоа што сте добри и во доменот на класичниот балет и во модерниот балет, затоа што неретко слушаме кога луѓето немаат други објаснувања, да, таа е, ако треба да играте во класична улога, да, таа е добра за модерен балет, ако играте во модерен балет, премногу сте класична балерина, иако од она што го имате постигнат преку главните улоги, се гледа дека сте врвни, колку и да изгледа дека е тешко паралелно да се водат тие две кариери, сте врвни во двете области. Благодарам. Не знам, јас едноставно не размислувам во тие моменти. Гледам да го дадам максимумот што се бара од мене за одредени улоги или стилови на изведба. Или доколку работам некој проект кој што е надвор, не е од делот од матичната куќа во која што сум вработена, од секогаш ме интересирале други состојби од она што на кое што сум била навикната да го работам, да истражувам постојано, не само во доменот на танцот и пошироко. И затоа и секогаш и наоѓам време и да работам нешто поинаку од тоа што го работам секојдневно. Тоа се и други проекти кои што во себе не содржат класичен танц, перформанси. Исто така ме интересирала секогаш и реакцијата на публиката, зошто тоа е така. Не знам, едноставно не ми е проблем да се префрлам од едно во друго, затоа што едноставно не размислувам во оквир. Гледам да излезам од тие рамки, иако како личност многу си ги издадавам и можеби тоа ми си генералните проблеми, не знам, размислувам на глас. Меѓутоа, во однос на танцот и на изведбата, имате строги рамки, почитувате онака да се задржите на она што е напишано, замислено од кореографот, или секогаш имате обиди да дополните со некој свој израз? Кога дава кореографот рамки, навистина се трудам да го дадам максимум тоа што го бара, меѓутоа секогаш знае да излезе нешто плюс од мене што наидувам на позитивен фидбек од кореографите, што е супер. Мислам, задоволство да се работи со такви кореографии и педагози. Јас да не земам, навистина се многу да ги набројувам вашите главни улоги, солистички. Што мислите, ако прашам од вас да ми кажете до овој момент на што сте посебно горди од железниот класичниот репертоар и од модерниот? Посебно горда, не знам, не би можела да кажам. Навистина ми е драго што сум успеала да одговорам на сите предизвици што сум ги имала до сега. Иако сметам недоволно сум ги имала, се надевам на повеќе, бидејќи годините се тие што се ме стасуваат нормално и желбата е моја што побрзо да се реализирам. Сметам дека се уште не сум доволно реализирана во однос на улогите. Сте биле Жизела, сте играле во... Се уште не. Не во представа? Во представа, да, Мирта ја имам толкувано во Киев. Кога бев на специјализација, добив можност 2 пати да ја изведувам улогата на Мирта. Тоа беше огромно задоволство и искуство за мене и потврда дека сум на добар пат. Таму ја подготвував исто и улогите од Дита Одилија од Лебедово езеро. Ми беше добра подготовка за тука кога се случи да настапам во главните улоги на Лебедово езеро. За жал, ама сте биле најдоброто девојче, барем за мене во Орево Кршачка. Благодарам. А таму публиката најголем детска, не може да се лаже, тие или веруваат на тоа што го гледаат или не веруваат. Сте играле во Самсон и Далила, сте играле во... Ќе ми наброите некои улоги вака што, да речеме, што една балерина не може да се смета дека имала успешна кариера, а да не одиграла во нив. Па да, тие се Шехерезада. Орево Кршачка ми е посебно драга, бидејќи не знам, едноставно има некои улоги кои што ми се ужасно удобни. Удобно ми се да ги изведувам и задоволство ми е да работам на нив. Далила, во Самсон и Далила беше едно прекрасно искуство. Успеав премиерата да ја подготвам, бидејќи настапи во втората представа, втората изvedба на Самсон и Далила. Имав многу малку време да се подготвам и да ја научам кореографијата, но затоа на следните изведби веќе јас владеев со улогата и се уживав едноставно додека изведував таа улога. Орево Кршачка, да, Лебедово езеро, Шехерезада. Во Шехерезада, кога дојде Михаил Крапивин да ја поставува, ги постави со мене
одалиските, односно харемските девојки по одалиските и остави Аманет дека треба да ја играм за Беида главната улога и тоа и се случи. Супер, а во модерниот танц јас прв пат во живо ве гледав на едно од отворањата на Мала станица, бидејќи имаше неколку. Сега не можам да се сетам која година беше, но прв пат на делове видов во еден навистина современ танц, кореографија на Искра Шукарова. Игравте со Ана, две девојки, мислам прекрасно тогаш забележав дека вистина движењата, новите движења на дело, до тогаш се уште чекав некако да ме убедат и модерните танчери дека и тука има форма и музика и дека која е разликата меѓу физичкиот театар и модерниот танц, но вие со таква магија танцувавте и после се редеа проектите. Последното нешто е сега што неодамна го изведовте на мускули во смисла на менаџерски дел, на буквално го истеравте самата со помош на пријатели, за среќа врвни, со Дино и Мери. Кажете ни нешто повеќе за Метаморфози. Метаморфоза како проект во мене се крчкаше, да речем, една година. Идејата ме поттикна патот низ кој јас како личност го поминувам, или секој од нас го поминува, патот на трансформација, на внатрешна трансформација, созревање, растење и така натаму, кај некој порано доаѓа, кај некој подоцна, late bloomers, ја што би ги рекла, може би спаѓам во тие. Ме поттикна да размислувам од аспект на внатрешна трансформација како влијае на надворешното, на физичкото, првенствено на држењето на телото, наблюдувањето на луѓето околу мене во секојдневниот живот, како се манифестира состојбата наша преку физичкото, а физичкото е она што јас го работам, што ми е мене кариера или работа, нешто што ме инспирира. Од тука започнав, бидејќи од секогаш ми интересирал просторот каде се изведуваат делата и дека секогаш се ограничуваме на сцената. А зашто да тоа не би било на улица или во библиотека или во клуб, каде што се изведуваат електронска музика, техномузика. Дали таа публика некогаш размислувала да дојде во театар? Ретко, може би повеќе ги привлекува нешто друго. Луѓето не секогаш се спремни и отворени да дојдат да искусат нешто ново, или не, тоа не е за мене, пред да проверат да видат дали воопшто е нешто тоа за нив. Наместо да дојдат до уметност, да им ја дадете уметноста таму каде што веќе се наоѓаат. Во однесов, например, танцот е нешто основно во клубовите, меѓутоа танцот како перформанс ми беше тука уствари причината за да направам нешто интересно. Зашто? Затоа што чисто знам да одам на ја почитувам доста електронската музика и доста ми е инспиративна. И од тука излезе желбата да направам перформанс во клуб, значи да ги спојам тие две интереси мои во едно. Условите во клубот Епицентар беа одлични, бидејќи подот е дрвен. И атмосферата, скалите околу на самиот распоредот на самиот простор беше идеален за да се направи еден таков перформанс. Тоа беше Метаморфоза во една скратена форма. Одлично поминавме. Драго ми е што од тука тоа ми беше дел од истражувањето за рецепцијата на современиот танцов перформанс во македонскиот културен контекст. Тоа е дел од вашата магистратура. Да, тоа беше тезата која што мене ме заинтригира да ја работам. И при што напишав таму и стратегија, разработив стратегија за едукација на луѓето општо, не само на уметниците. И како да се приближи танцот до пошироката јавност. Како да стане нешто што не треба да се плашат или не е класичен балет за мене или не е тоа малце чудни се тие перформанси, некој таму не ме интересира мене тоа. Баш напротив, со промената на локациите и одредените стилови на изведба, да кога сето тоа би се измешало малку, бидејќи генерално како луѓе сме научени да се фокусираме, да се врзуваме за одреден простор. И зашто ние како уметници да не го скршиме тоа? Зашто не јас како класична балерина да настапам во кинокултура или танчери или изведувачи, перформанс артисти да настапат во македонската опера и балет на тие сцени? За таа публика која што е навикната таму да оди да види треба нешто да го ново, разгледат и овој да простор. искуси. Во овој момент ми
одличен простор, морам да признам. Значи, не само јас, веќе и други млади уметници од Скопје танцовиот театар, како Адријана Данчевска и така натаму, веќе почнуваат и работат на тоа, значи имаат веќе перформанси во кафичи, како во Винил што се случува. Има некои такви соработки што мене многу ми е драго и што се сите млади веќе отворени да направат нешто и не се плашат, храбри се и веќе и публиката како што течеше истражувањето за мојот труд, ми се потврди тоа дека има голем интерес кај луѓето. Иако се малку се резерва, кога има следна представа. Да, а за метаморфоза веќе од тоа произлезе уствари целиот концепт. Морам да признам и дека музиката на Филип Блаз за истоименото дело, кога го слушнав, ме инспирираше едноставно, имаше една експлозија на движења и на комбинации кои што решив дека јас морам да ги реализирам, затоа што ми се поклопија темата со инспирацијата. Од тука и долго време разговорите со Дино и Мери да направиме некаков заеднички проект се поклопија. И иако пристапив во Македонската опера и балет кај своите одговорни со оваа идеја, не најдов на некој посебен интерес, меѓутоа благодарна сум на Дирекцијата за култура и уметност која што со отворени врати ме прими и аплициравме они како продукцијска куќа, значи аплициравме до Министерството за култура, благодарна сум што одобрија некакви средства за да се почне овој проект, што има доверба во мене како млад автор кој што се уште тоа беше моје прво големо авторско дело. Не знам, бев храбра да направам големо дело на голема сцена со многу танчари, не како претходните мои дела со по двајца или соло перформанси. И така и се реализираше метаморфоза. Доста трчав околу тоа, научив доста работи од менаџерски аспект, комуникација со луѓе, организацијски. Добро, храбрите ги следи и среќа и успех и верувам дека ова дело ќе остане на некоја сцена, на некој репертоар. Јас кога зборувам што значи она модерна балерина, навистина имам профил како пред себе профил како вашиот, бидејќи вие не само со самиот танц, туку со целокупното живење и се она што излегува од вас и по социјалните мрежи и со вашите настапи, обични разговори и гостувања, покажувате дека ви е важна таа естетика, да сте доследни приватно и професионално на своите идеи. Секогаш имате прекрасни фотографии од вас, дознаваме дека кадарот ви е важен, гледате во убави слики, мачките се секогаш дел, животните, општествено одговорна сте, секогаш сте за акциите, волонтерски, секако се ангажирате за чиста средина, за вистински вредности. Колкуто одзема време и дали има некаков ефект или треба некоја поширока поддршка, систем за да она популарна флоскула која што веќе и не ми се слуша, дали ќе не биде или нема да не биде? Има многу луѓе кои што се посветени на сето тоа и се борат. Ми се допаѓа тој збор дека мора да се бориме за нешто. Не отстапуваат од своите идеали, не отстапуваат, меѓутоа не знам, имам чувство како во празно да се зборува, како во празно да се делува. Има мали поместувања, мал минимален напредок, меѓутоа сето тоа многу тешко оди и не ми е јасно зашто е тоа така, зашто нема слух за сите овие нешта во однос на бездомните животни, кои што ги има премногу, во однос на условите кои што ги имаме, односно ги немаме за рециклирање, бидејќи имам живеено и надвор. Колку сето тоа, да, може би они тешко стигнале до тоа, меѓутоа функционира, се може да функционира ако се има волја и желба и акција за да се реализира истото. Тука има некои обиди, например, од аспект на рециклирање на пластика, стакло и така натаму, меѓутоа не е тоа како што треба до крај реализирано. И не знам, во мене буди некаков револт, како граѓанин едноставно, затоа што стварно живееме во Балкан град. Дојдовте вие и на ово интервју со велосипед. Значи, вие имате право да зборувате, да се залагате за ова кога и самата практикувате.
што помалку да ја загадувате околината, ни Тешко ми е, сопствениот да, се пример. трудам, тешко ми е. Во однос на пластиката, мислам, се не е сервирано во пластика, немам каде да ја рециклирам, стварно ми е тешко. Се фрустрирам, морам да признам, бидејќи немам услови и јас да рециклирам, иако го сакам сето тоа. Се трудам во однос на животните, колку ми дозволуваат финансиите, да донирам, да не знам, да помогнам за некој кутриња да однесам во пансион, да спасам некоја мачеда в дома. Не ми е едноставно, немам време, напорно ми е. Едно кутре спасив ми остана, иако немам време кучиња да чувам. Не ми е едноставно, ама се надевам дека на подобри услови и на поголем слух од одговорните за сите овие прашања, бидејќи тоа го чини еден град, една држава, Да биде град. да биде чист град, да имаме чист воздух, да имаме услови за спокојно, сталожено живење, без стресови додатни и така натаму. Вашето образование, мислам, онака има нагорна линија, не сопирате тука, зборувавме на самиот почеток, од самото ваше представување и во ова интервју и претходно кога сме имале и други, се гледа дека вам многу ви значи читањето, истражувањето, што читате и дали имате доволно време во ова лудо живење да читате или се сведува на брза информација добиена по електронски пат? Во последно време, да, последниве неколку години, кога го пишував трудот, многу се посветив на стручната литература, иако сметам дека недоволно, имав уште многу повеќе да истражувам. За жал тие беа условите, бидејќи паралелно и си вработен, и имаш и други обврски, нормално животот си тече. Меѓутоа, зашто се одлучив и да магистрирам? Повеќе за да јас се доедуцирам. Не ми е важна дипломата, бидејќи знаеме на сите, мислам сите знаеме дека никогаш и многу е полесно да се стигне до одредена диплома. Не се, значи приоритет ми беше јас да се доедуцирам, да научам нешто повеќе, бидејќи Сега сте балетски педагог, така? Така, дипломиран балетски педагог. Меѓутоа почнав да работам, се уште не работам со мали деца, например. Работам приватно во Сдруженијето Pole People Скопје. Држам часови за возрастни по класичен балет и современ танц, модерен танц, кој што го направивме една кованица како body flow движење, бидејќи стилот, кинестетиката, начинот на движење кој што јас го користам, ми е инспириран и од самата јога, од тој флоу на движење, слеано од едно во друго, повеќе и како филозофија, тоа што се стигнува до пластичност, она што им недостасува на најдобри, односно најдобрите го имаат, го немаат оние што се, да речеме, втората. Може би, меѓутоа јас и повеќе го гледам и како и начин да се достигне и реализира во секојдневниот живот, начин на живот во флоу, од едно во друго да се преоѓа. Значи една филозофија која ме инспирира и за себе да ја постигнам, а потоа и да се, нели, отслика и пренесе и во танцот и во мојата работа. И можеби така луѓето преку примена на вежбање, на практикување на такво движење, можеби ќе успеат да им помогне да го применат и во секојдневниот живот. Барем јас се трудам кај себе тоа да го направам. Видов со книга дојдовте преска, така, Кавка? Не, туку ја најдов тука. Да. Супер. Преобразба, уствари. Тоа е метаморфозата. Да. Земете си ја, бидејќи разговараме во книжарница, во инспиративен амбиент на литература МК и гостите секогаш им се заблагодаруваме на тој начин, бидејќи вас или вие најдовте книгата или таа ве најде вас, што сте забележала во морето книги, сигурно ви припаѓа вам. Има многу работи да се зборуваат, на самиот крај да ве прашам, може би сакате нешто да кажете, да ветите, да ни кажете што следно ќе се случува во вашата кариера. Вие сте сега во врвот на својата солистичка кариера. Да веруваме дека ќе ги одиграте улогите кои што ви припаѓаат, секако. Сте ги заслужиле со макотрпна работа, толку години на образование и на посветеност. Секако мора да ги одиграте на овој или оној начин, бидејќи покажавте дека можете да ги земете работите во своји раце и доколку не наидувате на системска поддршка, тоа ќе го направите на свој начин. Да, ми се потврди со премиерата и репризата која што ја дадов на Мускули со 300 проблеми и компликации. Меѓутоа, со самото тоа, уствари, станав свесна колку
луѓе кои што не се дел од театарот и од мојата уметност, колку ствари ја ценат мојата работа и ме следат и ме почитуваат и како личност и како професионалец и колку најдов на поддршка и помош од нивна страна, луѓе кои што воопшто не бев свесна дека знаат за моето постоење и така натаму. И благодарна сум им неизмерно. Од тука само ми се добив потврда дека можам. Дека можам, иако се плашев дека не можам да постигнам многу, дека можам сама, меѓутоа и со она вистинска и правилна помош од луѓе професионалци, уметници и луѓе кои што не се занимаваат од уметноста, кои што вистина сакаат да помогнат да се реализира и да успее уметноста кај нас. Понатаму би најавила неколку соработки. Се уште сме во процес на истражување, на преговори и така натаму. Последен проект кој што го имав беше со Милена Атанасова, креаторка која што беше и дизајнер на костимите за Метаморфоза. Имам одлична соработка и разбирање во однос на преобразбата и трансформацијата и метаморфозата личната и нејзиниот проект се вика Ослободување. Јас бев кореограф за видеото кое што на таа го подготви за личното ослободување и настапив на отварањето на изложбата. Понатаму музиката ја направи Кроном, односно Димитар Николов, кој што е дел од колективот на Дисонанс. И со нив сме во подготовка на еден многу интересен проект кој што се надевам можеби ќе го дадеме прво надвор, па ќе дојдеме тука да го презентираме, можеби така ќе добиеме поголем глас за тоа што го правиме. Има и други проекти и инспирација имам за други представи кои што здрави, ајде. Работам и на тоа да веќе имаме покана за Белград за гостување со Метаморфоза. Чекаме на одговор од Министерство за финансиска поддршка која што навистина ми е потребна како уметник кој што работи сам, сега почнувам. Имам благодарност голема до играчите и младите луѓе кои што се дел од тимот на Метаморфоза. Јас сум неизмерно благодарна што имаат разбирање и ми ја даваат целосната поддршка. Ентузијастички, претпоставувам. Така, и среќна што многу напредуваат и со тоа и дека се надевам дека веќе на понатамошни покани во очекување сме за здрави Хрватска, Шпанија, за да прошитаме малку Метаморфоза и надвор од Македонија. Уметниците мора да живеат од нешто, но исто така и без добра уметност не можат воопшто да постојат и секогаш тој ентузијазам ќе ги води напред. Годините на балерината се лимитирани, но од ова што го имате до сега постигнато, вие сте си обезбедиле иднина понатаму да метаморфозирате во одличен педагог, кореограф, во некој кој што ќе ги дава насоките за младите генерации. Ивана, ви благодарам за ова гостување во Астро. Благодарам и задоволство ми беше да бидам дел од Астро.